Добре дојдовте во мојата кујна. Еднаш ми праша дали новинарките готвеле дома и јас им реков дека готват и тоа како. Се насмеав и ние јадеме. Јас готвам разноразни јадења, а денеска ќе ви покажам од едно универзално тесто за пита 3 различни рецепти, верувам дека ќе ви се допаднат. Прво мора да ги извадиме сите накити што ги имаме. За рецептот што ни е потребен, треба 500 грама брашно. Се работи на вага, морам да ви кажам, затоа што ако е, да речеме, 100 грама, 200 грама повеќе, 20 грама, се има разлика и рецептот нема да ви успеа. Веќе имаме 500 грама брашно, можеме вагата да ја исклучиме. Брашното секогаш мора да се просе, значи не мора да имате некое сито, може и во ваква цедалка, кое што е повеќе наменска. После испанаќето во нејзе можеме да го миеме. Малку ќе се направите со брашно, меѓутоа морам да ви кажам кога бев јас дете, кога мајка ми правеше пита, ќе го сееше брашното, ќе ја почнеше питата наутро и јас кога ќе се вратев од училиште беше готова, меѓутоа некако се имаше брашно околу и се чудев зошто е со брашно, или мајка ми кога ќе се сее брашно, мора да има брашно околу, значи не е ништо невообичаено. Значи овде сега ќе додадеме вака, едно мало лажиче и уште малце сол за солена пита, ако правиме. Сега многу е важно вода, значи треба да додадеме 250 мл вода и 80 мл масло за јадење. Морам да ви кажам дека се зависи од брашното колку упива маснотија и вода. Ако е потребно, тестото треба да биде меко. Ако е потребно, ќе додадете вода, а ако не, ќе додадете уште малце вода, односно масло за јадење и ќе почнете да го месите. Значи, треба да добиеме некое меко тесто, кое што прво е вака, ако месиме во вангла. Вака, после ќе ги на работната површина ќе го историме. И ќе продолжиме, како што е познато. Значи, се меси убаво. Како да знаете дали е тестото меко, дали е добро за пита, тестото треба да е толку меко колку што ви е увото, значи крајот на увото, такво треба да биде тестото. Тоа може да го проверите кога ќе бидете сами во кујна. И сега, ова тесто треба да отстои половина час. Го ставаме во истиот сад каде што сме го меселе. Го затвараме со фолија. Вака ќе го затвориме. На собна температура, вака ќе го оставиме да отстои. За тоа време ние ќе го подготвиме филот. Филот за оваа пита е сирење и јајца. Следниот рецепт ќе биде со спанаќ, а последниот рецепт ќе биде сладок. Значи сега ни треба сирење и 2 јајца. Меѓутоа, мој совет е никогаш јајцата да не ги матите во сирењето, затоа што филот ќе ви стане многу, да не речам, водест. Значи, само ќе ги спуштиме вака да не бидат спремни. И ги оставаме за после. После половина час, рековме за тоа време ќе го направиме филот, го земаме тестото и ќе го работиме. Значи, ова тесто е доволно за една пита од шпоретот, од плехот за нормалниот шпорет. Ни голем, ни мал, среден, ќе видите мојот колкафе, ако може и ќе го измериме ако сакате. Го делиме на 2 дела и правиме 2 топки. Морам да кажам дека ова е брза пита. Значи, пита што може тестото да се подготви вчера, питата да се прави во моментот кога ќе ви затреба, значи гости ако дојдат или сега уште еден совет мој,
предлагам, значи, тестото да се подели на идентични топки. Вака прават професионалните пекари, меѓутоа не е наодмет и вие дома да го направите истото, затоа што така ќе бидете сигурни дека едната кора и другата кора ви се иста големина. И ќе го земеме маргаринот од фрижерот, кој што морам да ви кажам, мора да биде ладен за да може да се ренда. Коцка маргарин, еве го и рендето, сукалото и ќе направиме една отприлика толкава кора. Еве, моево тесто требало уште малку да се одмори, меѓутоа во интерес на времето нема да чекаме. Ќе го одмориме после во следната фаза. Наместуваме површината со масло за јадење, за да можеме добро да го развлекуваме, да не ни се лепи. Една швака, па уште една швака. И еве, веќе тестото се отпушти. Значи, долни се неколку потези, за да го добиете, да ја добиете вистинската мекост на тестото. Гледате, веќе не се враќа назад. Го земаме маргаринот, тука ќе изрендаме половина маргарин. Сега во рендањето на маргаринот пак има една мала работа, да речеме. Рендето треба со ладна вода да го поминеме, за да не ни се лепи маргаринот на рендето. Многу е важно маргаринот да биде ладен и да не се стопи, затоа што ако се стопи, тогаш тестото нема да биде... Ова тесто е полулиснато, всушност не е лиснато тесто. Личи на пита, таа старска пита, што сме ја знаеле, меѓутоа не е тоа, ова е многу побрза. Еве, од прилика половина маргарин се ренда, со еден нож, еве вака, се вади и се размачкува. Следно го сечиме маргаринот во круг како полжа. И што правиме? Ја вртиме и ја виткаме во сите правци. Како колопче со вуница, да речеме. Ова што ќе придонесе? Ќе придонесе да добиете пита која што не е лисната, не е кисната, меѓутоа е многу вкусна за јадење. Еве вака се прави, се притиска малку. Најдобро, пак ќе речам, оваа фолија која измислил треба да добие Нобелова награда, ќе се завитка во фолија. Истото го правиме и со ова тесто и двете одат во фрижидер. Ние имаме во фрижидер веќе спремно тесто, затоа што, ви реков, ова тесто треба да се направи ден предходно, за да ви успее питата. Инаку, тешко дека ќе биде вкусна така како што би била кога е отстојано тестото. И токму затоа е многу згодна, кога ќе ви дојдат гости, значи вие ќе ја подготвите во моментот половина час пред да дојдат. Токму тоа ќе го направиме сега. Еве, ова е половината тесто, кое што е веќе изладено 24 часа. Може и помалку, и 12 може, меѓутоа во секој случај треба да биде изладено. Површината работна треба добро да се намачка со масло за јадење. Не додаваме повеќе брашно, затоа што ќе се поремети рецептот на питата. Значи, ова брашно не ни треба веќе, може да си го тргнеме слободно, да не ни смета. И сега треба
ова тесто да биде во големина на плехот, кој што е плехот од шпоретот еве лукав. Го ставиме тука привремено. Еве вака. Значи, одиме напред, назад, десно, лево и треба да добиеме некоја правоаголна кора која што ќе биде малку поголема од плехот за да можеме да направиме онаа класична витка што се вика. Сега ова тесто вака, креваме насупаво и го ставаме во плехот. Рековме дека малку треба да излезе надвор. Го одложуваме на кратко, додека ја подготвиме втората кора. Еве ја втората кора. Оваа кора треба да биде многу поголема од таа првата. И неиз ја разлекуваме. Ова тесто е многу податно за работење, затоа што се познава ако ви се скине, може пак да се залепи, значи не треба некој големо искуство за правење на оваа пита, само се важни, по мене се важни, важна е дозата, важно е печењето и температурата. Зошто го велам ова? Го велам затоа што значи тестото го зедовме од фрижидер ладно, печката треба да не биде врела на 250 степени, ако ви е до 300 е уште подобро, значи поубаво ќе нарасне питата. Тоа е основната, да ја речеме, тајна. Друга тајна, филот, значи не ги матиме јајцата, само лесно ги размешуваме. Така. И со една лопатка, еве вака, ќе го разредиме да биде равномерен насекаде. Тоа е готово. Кората е готова и сега важно е да ја пренесете и да ја ставите еве вака. Лево, десно, лево, десно, лево, десно, право. Со раце, нормално дека треба да и помогнете да ги добие наборите кои што се карактеристични за нашата македонска пита. Јас ќе го преселам тука да биде полесно за работење. И сега ја правиме таа витка што ви реков, за да биде македонска пита. Еве вака. 1, 2, 3, 4 и така се врти и питата со сетавчето. Се витка. Се затвара. И одма на печење. Ладна пита во врела рерна, 30 до 40 минути ќе ја контролирате рерната. Додека се пече питата, ќе почнеме да го подготвуваме вториот рецепт. Како што ви реков, еве сега ќе направиме нов рецепт со спанаќ, отворена пита, во странство се вели пита киш, а кај нас се вели солена торта. Значи, рецептот е 500 грама спанаќ, 2 јајца, 200 грама сирење кравје и 100 грама кисела паприка. Овде ќе го ставиме за подсетник да не заборавиме нешто. Јас секогаш си пишувам, односно го отворам рецептот, за да не заборавам нешто што треба како состојка да влезе нели во рецептот. Спанаќот треба да се исчисти. Значи се мие, сите знаеме дека се мие. Една работа што нашите домаќинки не ја знаат е дека кога се мие спанаќот, треба да се додаде сода бикарбона во водата. Во миењето, значи еве за половина килограм спанаќ ќе биде потребно еве толку сода бикарбона, едно мало лажиче да речеме, во водата, за да спанаќот сите бактерии што се наоѓаат на него, габички, затоа што расте на земја, се тоа да се неутрализира. Покрај тоа спанаќот ќе има многу убава боја зелена после кога ќе го обариме и ќе го исецкаме и ќе добиеме нешто вака слично, убаво зелено,
Ова е основата за филот за оваа солена торта, да ја речеме, кој што исто така има сирење во својот состав. И истото правило важи и за оваа торта. Го подготвуваме филот да ни биде спремен, затоа што ладно тесто во врела рерна, како што рековме, тоа е правилото на сите овие пити. Додаваме 100 грама кисела павлака, затоа што спанаќот сака малку киселост за да биде повкусен. И тоа ќе го измешаме добро. И 3 јајца. Филот е спремен, го оставаме и почнуваме да го работиме тестото. Ви реков дека тестото ни е подготвено од вчера, што ќе придонесе питата на вистина да ни успеа и да ви успее и вам. Со таа разлика што сега користиме само половина тесто, значи 250 грама брашно, 125 мл вода, 40 мл зејтин, односно масло за јадење и малку сол. Всушност користиме само една кора. И оваа кора ја развлекуваме на намастена површина што е лизгава. Морам да ви кажам, не може на дрвена даска, односно штица, затоа што таа не се лизга и не ќе може да се различи тестото. Значи го поставуваме тука тестото и сега следно што треба да направиме, имаме еден круг, овој стручно се вели рајф, и хартија, пеки хартија. Значи, тестото ќе го развлечеме на оваа хартија за да биде лесно, за да го префрлиме тука. Еве вака, дури може и обратно, значи преку хартијата, за да имаме контрола до каде сме стигнале. Тестото треба да биде поголемо од хартијата. Не е ни важно како ќе се обликот ќе биде, затоа што сега ќе го исечиме. Ќе земиме една алатка, која што можете секаде да ја купите, и одиме по хартијата. Затоа што пак ова што ќе ни остане, ќе ни послужи да ја декорираме солената пита, односно торта, односно киш пита, како што се вели во странство. Значи, тестото е спремно, сега јас ќе си го изведам плехот да го подготвам за да ја нели да ја ставиме да ја печеме, во меѓувреме да видиме да не ни изгорела претходната пита, затоа што веќе 30 минути поминаа. Јас мислам дека е готова. Еве како изгледа. Печката малку ми пече од едната страна повеќе, од едната помалку, меѓутоа тоа нема да влијае на вкусот на питата апсолутно. За момент ќе оставиме тука. Сега што правиме следно? Го земаме следниот плех. Го ставаме кругот внатре и оваа пита, која што е веќе на хартија за печење, еве вака, ја пренесуваме многу лесно внатре. Ја вадиме хартијата. И ќе добиеме нешто како бунарче. Сега следно што е? Ова тесто мора да го премачкаме со изматено јајце, за да не биде, како велат народски, гнетаво. Значи, за да може убаво да се испече, треба, значи, да ја направиме непропусно, ова тесто да не пропушта влага. Дури може и вода да туриме внатре, нема да протече, верувајте. Имаме изматено јајце што ни останало. И со четка ќе измачкаме внатрешноста. Тоа е готово. Филот рековме дека во последниот момент го доработуваме, што ќе рече само лесно ги мешаме јајцата. Имавме една дрвена лажица за убаво да го. И сега, од овие парчиња што ни остана, ќе си исечеме убави ленти,
Така. Ќе направиме еден вид решетка во питата. Ако не брзате многу, може се да искористите, убаво да го исечите. И сега следно што ќе направиме, значи треба ивицата само малку да ја вратиме на внатре, затоа што кога ќе се загрее тестото, таа сама ќе падне. Што ќе да не оди нели неправилно, ние и дадеме некој правец. И како што рековме, ладна пита ова се работи брзо. Во врела рерна на 250 степени. Како што ви реков, ова тесто нема крај. Додека се пече оваа пита, ќе направиме сладка штрудла со јаболка. Нов фил за новиот рецепт за сладката штрудла. Значи 300 грама јаболка, 50 грама суво грозје, 50 грама ореви, цимет, ванила и 150 грама шеќер. Да не заборавиме нешто. Е тука. Земаме 2 јаболка, овие ми се некако повкусни во овој период на годината, кои што треба да ги излуштиме. Сега со една друга алатка ја вадиме средината. И сечиме котки. Јаболката мора да се подготват во последниот момент, затоа што брзо оксидираат. И сега внатре додаваме, рековме 50 грама смелени ореви, 50 грама суво грозје, тука имам канела, односно цимет, кој како сака. И по желба се става, јас ставам толку, едно и уште едно. Значи, помалку од едно лажиче чајно. Понатаму треба да ставиме уште 2 ванили, а во меѓувреме да ја видиме отворената пита, пита киш, дали до каде е. Еве, се пече, расте. Има уште време. Една, две. И го промешаме. И ќе му додадеме 150 грама шеќер. 150 грама е ова цело. Значи нема да го додадеме цело внатре, ќе оставиме и да ја посипеме и од озгора штрудлата да биде посладка. Кога ова сме го направиле, важи истото правило, ладно тесто, врела рерна. Пред да ја земиме втората половина на тестото, за да ја направиме сладката штрудла, да погледнеме што се случи со нашата солена торта, пита, киш пита, како сакате. Само да погледнам, мислам дека е готова. Мислам дека убаво изгледа. Убаво реш печена. Ќе ставиме тука. Секогаш јас правам цела доза од 500 грама брашно. Ако сакам пита класична, ги користам двете кори. Ако сакам вакви некои други верзии, користам една кора, другата кора правиме еве како сега што направивме, значи солено и сладко. Ова тесто исто ќе треба малку да се разлече. Ќе го намачкаме исто. Просторот каде што работиме со доволно масло за јадење, за да не ни се лепи кората. И ќе развлечиме само до некаде. Овој пат ќе биде правоаголна. И сега мора да ја ставиме на хартија за печење. Земаме еден лист. Ќе ја пренесеме еве вака. Ја ставиме хартијата. Ова ќе ни биде потребно заради декорирањето на штрудлата.
Инаку никако не може да се декорира така како што ќе ви покажам ако не е пренесена на хартија за печење. Ако сакате да бидете прецизни, можете овие неправилности мали да ги сечете. И сега на половина тесто некаде вака ќе го одбележиме, ќе го ставиме филот. Меѓутоа претходно мора да премачкаме со јајце. Јаболката пуштаат вода, за да не ни омекне тестото, а кога сме веќе кај водата, и јас би додала во овој фил малку гриз. Еве, 2 големи лажици да ги речеме, кои што ќе помогне да се упие водата што ќе ја пуштат јаболката, за да биде питата сува. Ова е готово. Јас велам пита затоа што е од истото тесто. Сега ни треба една алатка. Еве ваква, со која што на овој вториот дел од тестото ќе направиме решетка. Ќе помириме со алатката вака. Неко да ви откриеме на тајна, ова е играчка за деца. Ја имам во сите комплети за играње на деца. Еве ми служи за ова. Сега оваа решетка за да изгледа убаво на штрудлата ќе преклопиме вака со помош на хартијата. Инаку, верувајте, никако не може да се пренесе. Малку вака ќе ја развлечеме и ќе добиеме една убава решетка која што изгледа, морате да признаете, декоративно. Краевите ќе ги затвориме малку. И сега штрудлата ќе ја премачкаме со јајце, меѓутоа вака на овој начин. Ако ја мачкаме вака, тогаш нема да нарасне ова тесто затоа што е многу специфично. А ако вака поминуваме, тогаш од јајцето ќе влезе и внатре, филот ќе биде хомогенизиран и нема да се двои кога ќе ја сечиме. На сите штрудли се става шеќер во прав, меѓутоа јас практикувам да ставам шеќер кристал. Тој ќе се карамелизира и е многу вкусен, а дополнително може и шеќер во прав. Вишокот на хартијата ќе го исечеме. Ќе си извадиме нов плех. Многу лесно ќе си ја пренесеме штрудлата внатре. И ќе ја ставиме да се печи во врела рерна на 250 степени. Мислам дека денеска ви представивме добри 3 рецепти кои што дома можете да ги направите. Сите тајни ви ги кажавме. Од едно тесто 3 рецепти. Со овие состојки што ги гледате на масата и што ви ги кажавме. А јас извинувам, брзам за на работа.